Дополнително сакам да кажам дека воведуваме една новина, обезбедени се пари од блок дотации, она што го вети градоначалникот во предизборната програма и ние како советничка група, односно мнозинство во Советот на општина Прилеп, од следнава година секој прваче во општина Прилеп ќе добие бесплатен оброк. Останува програмата за субвенционирање за купување на велосипеди, останува програмата исто така и за субвенционирање на трошоците на сметките, односно фактурите за потрошена вода на социјално ранливите граѓани. И она што од лани го воведовме како новина, тоа е субвенционирање, односно давање на парична помош за првородено дете во општина Прилеп, со кое што сакаме дополнително да го стимулираме прирастот во нашата општина. Овие се вака генерални одлуки кои што позитивно ги донесовме, морам да со огромно жалење да истакнам дека донесовме една непопуларна одлука, односно одлука која што ќе значи зголемени сметки за јавно улично осветлување по одлука на владата која што е донесена во ноември месец. Се донесе одлука да му се одземат ингеренциите, односно броилата за јавно осветлување на јавното предпријатие Енерго Прилеп, на кое што му беа дадени и кое што имаше повластени услови за плаќање на енергијата за електричната енергија за уличното осветлување. Со тоа општината заштеди повеќе од 200% во овие 2-3 месеци колку што им беше дадена обврската. Во разговори со градоначалникот се прават напори да ова одлука ако може да се смени, че има интервенција и преку ЗЕЛС, меѓутоа заради да не ја ставаме општината во правен вакуум и во не дај Боже да се случи, иако имаме ветување од Евана да 90 дена да не снабдуваат на слободниот пазар со електрична енергија, ние не сакавме да ризикуваме и преминавме на ваков непопуларен чекор и морам да потенцирам уште еднаш дека со ова се прави сериозен зафат врз средствата од граѓаните, односно сметките ќе бидат далеку повисоки од она што овие 3 месеци успеавме да заштедиме како општина со трансферирањето, односно со предавањето на употреба, односно на броилата кон јавното предпријатие за енергетски дејности.